Неколку текстилни компании од источниот регион категорично ја демантираа кризата во минатата година, додека огромниот дел од фирмите се чудеа како да преживеат, овие погоните и сметките ги наполнија како никогаш досега, вели анализата на Пари МК во соработка со бизнис мрежа МК. Во делот на зголемен обем на работа, процентуално неприкосновен е Семак Фешн од Штип. Оваа компанија лани производството го зголемила за 407%, уприходила 3.250.000 евра и завршила со добивка од 94.000 евра. Втора по истиот основ е исто така штипската компанија ЕАМ, која додека другите седеа дома, кај неа се работело со 226% повеќе, но ЕАМ бил далеку поефикасен и остварил приход од 6 милиони евра и добивка од 1.280.000 евра. Сепак бројките понекогаш на вистина се бекини на кои се гледа се, но на крај не може ништо да се види. Еве зошто. Реномираната странска инвестиција Technical Textiles, која работи во Штип, лани имала раст од 23% и со нив стигнала до 15,5 милиони евра приход, но фантастичен е профитот, дури 3.600.000 евра. Уште повпечатлив примерот со Алекс 3 од Кочени со минус 8% производство бруто свртеле 4,1 милион евра и добивка од 1,5 милиони евра. Големината на Алекс 3 е во тоа што овие пари ги направил со само 33 вработени. Од друга страна, најголем минус во производството има Мода Свети Николе. Дури 87% помалку работа оваа компанија ја натера пред извесен период да отпушти 50 работници, а останатите околу 400 да ги испрати дома на принуден одмор. Книговодствено Мода покажала добивка од 14.000 евра, но тоа е далеко од очекувањата на сопствениците и менаџментот. Освен овие примери за намалено производство, но сепак добра заработувачка, има уште неколку што покажува дека секаде не било ни случајно така црно. Веројатно некогаш е потребно на некого да му се стемни, за на друг да му се раздени.